Пратениците не се согласуваат со главното барање на движењето антикоцкање. Казината и обложуваониците да бидат оддалечени 3 километри од институциите и другите јавни објекти. Амандман, кој веќе го доставиле при подготовката на новиот закон за игри на среќа. Од Демократската унија за интеграција инсистираат ваквите објекти да бидат на воздушно растојание до 1 километар, а според Џемал Абдил, останатите политички партии и воопшто не покажале интерес за овој закон, кој треба да се најде на гласање во собранието што поскоро. Последната средба што имавме и со пратениците, односно координаторот на ДУИ Ејуп Алими и пратеникот Реџаил Исмаили, со председателот на парламентот Талат Џафери, значи тие обеќаа усмено дека нема да се потпише закон кој ќе биде помалку од 1000 метри, односно 1 километар воздушна линија. И затоа ние тука повикавме овој прес и ги повикуваме лидерите на политичките партии дека не се согласуваме со тоа растојание. На мирен протест одржан на градскиот плоштад минатиот месец, движењето антикоцкање побара државата да одвојува 5% од буџетот, кој доаѓа од игрите на среќа за реновирање на објекти од јавен интерес и да се изготви стратегија за едукација на учениците и сите граѓани за штетите кои ги предизвикува коцкањето. Денески истакна дека ќе поднесат и нов амандман. Треба да се поднесе уште еден амандман, така што треба да се во тој закон да бидат опфатени сите објекти, верски објекти и центрите на градовите. Во Тетово на секоја ќоше се отвараат кладилници и обложувалници, а голем дел од нив не се придржуваат и на постоечките закони. Низ основните и средни училишта на подрачјето на општина Гостивар периодов има промени на раководните позиции. Тие доаѓаат по враќањето на надлежностите од образованието во рацете на општинската власт. Во основното училиште Единство за ВД директор е поставен Зијаден Нуредини на местото на Мерсел Садику, додека во средното техничко училиште ВД директор е Садудин Садики, кој го замени Ибраим Асани. Разрешени се и директорите на основното училиште Гоце Делчев, Игор Радески и средното економско училиште Тони Ефремовски. Во овие училишта на раководните места се вратени претходните кадри Сашо Шарески и Јованка Огњановска. Во гимназијата на местото на Џези Камбери поставен е Мирсат Исеини. Промени на директорските места има и во останатите образовни установи во градот и по селата. На ваквиот чекор на општинската власт реагираше гостиварскиот огранок на ДУИ. Од партијата велат дека градоначалникот Таравари ја повторува истата грешка со именување на нови директори на незаконски начин. На Таравари претходно му беа одземени надлежностите во образованието токму заради прекршувања во постапките за поставување на директори во училиштата, стои во реакцијата од ДУИ. Сега свесно го прави истото и сака да се прикаже како политичка жртва, доколку пак му бидат одземени. Јавно го прашуваме по кои критериуми се поставени новите директори во основните и средните училишта во Гостивар. Тоа се неговите партиски војници кои се именувани без консултации со училишните управни отпори, нагласуваат од партијата. Тетовеци и тројца албански државјани уапсени со 20 килограми марихуана. Вчера околу 23 часот на улица Александар Илич во Дебар при контрола на патничко моторно возило Volkswagen Polo со тетовски регистарски ознаки, управувано од 45 годишникот Тетово, полициски службеници пронашле 2 торби со 20 килограми опојна дрога марихуана. Тетовецот е лишен од слобода и приведен во полициската станица Дебар. Во врска со овој случај на граничниот премин Блато бил приведен и еден државјанин на Република Албанија, додека на граничниот премин Ќафасан биле приведени уште 2 албански државјани. Овие 3 лица биле предадени и задржани во полициската станица Дебар. По целосното документирање на случајот против лицата ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од Министерството за внатрешни работи.
Вчера околу 13 часот и 40 минути на автопатот Тетово-Скопје, околу 1000 метри по клучката Групчин, патничко возило Fiat Punto со швајцарски регистерски ознаки, управувано од 25-годишник од село Дебреше Гостиварско, излетало од патот и удрило во заштитната ограда. При тоа тројца сопатници се повредени, од кои еден завршил со тешки повреди, пошто им била укажана лекарска помош во клиничката болница Тетово. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. При претрез во домот и помошните простории на 60-годишникот Гостивар пак, реализиран вчера врз основа на судска наредба, бил пронајден пиштол со 3 куршуми, кој што е одземен и даден на вештачење. По целосното документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Во билтенот на СВР Тетово регистрирана и тепачка на улица Живко Брајковски во Гостивар. Вчера околу 22 часот и 40 минути тепачката настанала помеѓу тројца 25 годишници од една страна и 3 лица од друга страна, сите од Гостивар, во која биле употребени разни предмети. При тоа еден од нив се здобил со тешки телесни повреди, а двајца со телесни повреди. Во врска со настанот од слобода биле лишени 3 лица, а по целосното расчистување на случајот против нив ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Од тетовската полиција информираат и за приведување на 62 годишен жител на село Чегране за издржување казна затвор. По приведувањето тој бил предаден во казнено-поправната установа Тетово за издржување на затворската казна. На денешното судско рочиште за предметот на СЈО ТНТ, зоривање од политичка омраза на комплексот Космос, бизнисменот Фијан Цановски најави дека ќе бара одштета од 40 милиони евра, како што ги проценил своите загуби од иривањето на стамбено-деловниот комплекс. Цановски рече дека нивната штета била утврдена според неколку вештачења. Случајот е во доказна постапка и денешното рочиште продолжи со читање на доказите на сведоците Мери Станчевска, која е недостапна, како и од Трајко Трпевски, кој почина во јули лани. Исказите од двајцата сведоци се однесуваат на уривањето на Космос, оти тие биле собственици и вработени во дел од фирмите што го уривале објектот. Обвинети за овој случај се екс-премиерот Никола Груевски, кој е во бегство во Унгарија, поранешниот министер за транспорт и врски Милијана Киевски и поранешниот градоначалник на општина Гази Баба Тони Трајковски, но и уште 4 други лица. Синдикатот на работниците до управата, правосудните органи и издруженијата на граѓани бара воведување на 7-часовен работен ден и предложи 2 јануари и 2 мај да бидат прогласени за неработни денови. Со 7-часовно работно време ќе има подобра распределба на трудот. Со намалување на работното време ќе се доведе до потреба од ангажман на дополнителен број работници. Исто така ќе се зголемат можностите за грижа кон семејствата како и за рекреација, изјави Пецо Груевски, председател на УПОС на пресконференцијата. Инаку ваквата иницијатива УПОС ќе ја поднесе до владата. Владата во текот на месецов стартува со реализација на програмата за справување со загадување преку директна помош на семејствата со полусоцијален статус за замена на нивните неефикасни печки со енергетски поисплатливи, еколошки поприфатливи системи на грејење. Најави на денешната средба со представниците на граѓанскиот сектор, заменик министерот за животна средина Јани Макрадули. Владата планира во 2019 година преку 90% од предвидените средства да потроши за замена на еколошки начини на грејење во домаќинствата, институциите и јавните установи во Скопје, но исто така и во градовите Куманово, Тетово и Битола. Најодговорно тврдам, најдиме 47 милиони евра, ги замениме сите на дрва, ќе имаме решение. Најодговорно тврдам, 3 хостели во општина во Скопје, кои што се греат на јаглен, загадуваат повеќе од фабриката што е до нив. Најодговорно тврдам. Заради природата на процесот. И тоа сакаме да го решиме. И затоа едва и чекам да поминат заедничките заклучоци во собрание, каде што сите пратенички групи ќе го поддржат забраната за користење на јаглен за грење, за да може да интервенираме и никој да не злоупотребува чувствително некои социјални категории, дека некој сака лошо да му направи. Не, напротив, има и богати луѓе кои што за жал користат јаглен за затоплување.
Денес имавме сончево време со мала до умерена локална облачност. Дуваше слаб до умерен ветер претежно од западен правец. Температурите се движеа во интервал од -10 до -3 степени Целзиусови. Утре не очекува сончево време со мала до умерена локална облачност, по одделни котлини со услови за утринска магла. Температурите ќе се движат во интервал од -8 до 3 степени Целзиусови.